Ние сега ще ни друга работа. Оно шитрите кажа. Кажеш снима, Па тие са тия. Тој како босанците го. Тие се золом луѓе беше, баш што го рече, за свој брат, за пара свој брат го рипували, они кога веќе окупирале, они се спријателиле мене тебе. И он морал некој да го плаќа да прави белја. Тие са тие што пред сега курдите на ниши ујдеше и брат белја. Нити са Иран тамо, нити са нити. Тој се прави за тоа племе. Ама тие биле старите немој нека. Како манџите прави, да. Како мислиш, ти ги јадеш после? Не ти да? Јадам го неки јадам да што има. Ама... Понесо ти процелози. Не. Процелози пари. А ти кој шо проведеш? Чекай, може ги загодиш. Мора да го кајте биде. А и виждаш што. Слушай, Удој па. може да ја отива, ревано. Најго сега него. Пушите вода много. Шерпа. Абе, Прашо, сега ли трябва? Фризурата така е разбушевена, пане. Че ще го мога? Що да кажем, кажа? Правиш на лента, това да оставите да гледаме ти ние от А що си му зняли? А, на уши. Хайде, живи. Тебе раз на бело сте чекай. Тебе да стане хиро. Срце, айде. Я ще трябва. Оста сега брака. Чави. Дай да угъза да ме. Това е сега. Айде, приятел. Ходи да спи, пък едаш после. Така. Ходи да телефона в апарат, да бейте си. Столе стига, то шишни столе. Столе пиеш. Напред. Напред. Айде, така нека. Айде, я буду да пожалуйста. Абе, вземете се пъна. На Илинден во Пишица селаните ја слават својата селска слава. Веќе ги запрашаме по старите жители од ова село дали од секојаш вака се слави Илинден во Пишица. Така сме го наследиле од постарите и ние го одржаваме, те сега и помлади, да речеме, генерација на генерација, така си останало како традиција и го славиме овај ден. Стално, кога дојде Курбан, колеме по 5-6 овци, кој е било поголемо селото, да речеме, и кога се сите биле тука, па и некој пат и по 7 сме клали. Дали порано секојаш било вака? Секогаш, откако
От какво ние знаеме и по-старите, и како деца памнеме, значи така е било. Постоянно. Вие живеете овде во Пишица, од како сте роден. Дали како се живеело порано во Пишица? Дали било подобро за живот отколку што е сега? Па, не е било по-добро кога се, да речеме, жнало на раци, брашило на раци с такви работи. Сега е се механизирано малко по-лесната работата. Не е како што е било напред. Станували сме од еден саат, од коња сме терали такви работи. Сега малко е по-лесна работа. Со што најмногу се занимавале овде жителите во Пишица? Претежно земјоделие и сточарство. Веројатно овде овој крај е познат по производство на ориз. Дали сите жители од селото произведувале ориз? Произведуваме речиси до пред 4-5 години, стално произведуваме ориз и од тоа ни беше најголема екзистенција. Потоа сушни години стана, преориентираваме се на житарица овие некоја година, па ако има среќа и ако се пуште да се продава, па ќе сееме. Нивите се тука, младите се тука, ќе работиме. Според една легенда селото Пишица порано било на друго место, па било преселено на ова место каде што е денес. Дали знаете кога и зошто се преселило ова село? Према легендата, да речеме, никој не знае да објасни кога е запустено тоа село или тоа, али ова село се е населило после 12-та година како се избегале турците. И тука се почнале да се населуват христијани. Од 12-та година дошле власите, дошле шировци, дошле дудукарите, дошле Кусанде, Стоил Трифунов, па поред така, и да ти кажам кој кога, која година, не знам. А името го донело од таа пуста Пишица за таво што се беше. И ово останало Пишица тука. Еве и друг соговорник да запрашаме, некојаш се доселувале луѓето, после 12-та година се доселувале во Пишица. Дали сега луѓето остануваат да живеат во Пишица или се иселуваат од Пишица? Слушај, сега моментално таква си дојде миграција, село, град, тука нема, тоа беше порано, е било тоа. А инако миграцијата сега дотера, луѓето мора претежно на село си доаѓаат. Ама тука и на село нема, тоа се знае дека се знае, луѓето си беа у работен однос, тоа многу убава работа беше за мене. Сега младите се враќа се, ама тука е прашање на што ќе се поврне и како ќе се поврне. Од тука е блокирано, земјишето е блокирано. Тоа си на општеството си иде. И заради тоа ние знаеме, луѓето претежно сега па се повраќаат у селото. Штом се враќаат, со што се занимаваат? Дали повторно со земјоделие? Тачно на земјоделие нема дека ние немаме тука никој друг такво опстанок. Тачно на земјоделие си на земјоделието си доаѓаат они. Дали покрај земјоделието овде во Пишица има и стока? Дали луѓето чуваат стока? Тачно сме ние и на сточарство одадено. Шом се чува земјоделие, од и земјоделие без сточарство не може да биде, сточарство без земјоделие не може да биде. Не може да биде. Тоа си поврзано едно со друго. Дека индустријата што си доаѓа. Ние знаеме дека индустријата си е поврзана со земјоделието. А исто земјоделието со сточарството си е поврзано. Вие како постар човек сте проживеале многу. Како замислувате каква ќе биде Пишица во иднина? Ние се надаме да биде побаво. За младата генерација да биде побаво. За младата само да бидеме ние да оформиме. И тоа малиот кадар да оформуе за да биде. Од старите не може тоа да се очекува, а од младата генерација тоа се зависи. Од младата генерација. Еве, уште еден наш соговорник тука, веројатно најстар од овие сите. Колку години имате ви? 15 години су роден. Вие сте роден 15 година, веројатно паметите многу настани од историјата на ова село. Како било за време на војната, порано, како се живеело во Пишица? Убаво се живеело, убаво било. Во Пишица некојаш се иселувале луѓето, еве тука и иселените се враќаат. Пред колку време вие се иселивте од Пишица? Ја од Пишица се испаднат 68 како дете. Али јас сум испаднат со телото, мислам, со духови мисли, никогаш не сум од целото испаднат. Зошто заминавте од Пишица?
борба за живот. Отиден сам у Скопје како дете и тамо сам останат. И сега работев у пивара. Мислам, пивара ме стипендираше, у пивара работев. Од 83-та сум превозник. Од Скопје дојдов превозник у Пробишти. Дејноста ја обавував. Мислам, давачките уопште на Пробишти. Сега нигде. Исто сам превозник у Скопје. Колку често доаѓате сега во Пишица? Празник за духови и за Свети Илија. Тоа е една традиција останато посебно за денешниот ден, да се собереме и извидеме. Благодарам и почиста да доаѓате Живи во здрави и Пишица. за убаво да се гледаме сите што сме тук. Фала и на вас. Еден од обичаите за празникот Илинден е и варењето манџи во селото. Еве кажете ни, вие како се викате и колку години со ред трае овој обичај? Прво да поздравам празникот на Илинден на сите македонци, посебно на село Пишица. Јас се викам Александар Трајчов. Овај празник ние го затекоме и подлого време трае. Тука, еве, кога готваме едно 25 години, постојално тука и купуваме по малку ручок, малку се соберат луѓе, кога повеќе, кога помалку. Што е обичај, што да се заколе на Илинден? На обичај на Илинден е да колат овци. Или ќе колат 3, или ќе колат 5. Не може да биде чиф, треба да биде тек. И така е, тај обичај. И се готве, па се собират народ, ручат, пее се, игра се, веселат се и така. Дали знаете зошто останал тој обичај за празници да се коле курбан? Е така останало обичај, тоа така го ние затекоме, не може да кажеме од кога е тоа било и така старите затекли, тоа се продолжува така. И зашо е тај празник Илинден, тоа пославен така. Благодарам и уште многу вакви веселби да направите во Пишица. Фала и на вас, многу поздрав до сите радушни и посебно овај стар закон, стара традиција кој што беше понапред, сега не е баш така, многу така, кој беше стара Југославија, таа беше најпрославено. Се са ќе го правиме, тоа друштво што беше старото. И сега така се тера. Почекај барем заедно оди. Што се, ќе се горите така? Неко силно, начераме, качем и колото тука право за продукти. Овој ден он терен, како раш теко село гледам. И тај доктор го гледа вака тука цело во отправено, знаеш. Да не тоа падаше ли да чичо, не беше, изделимо го чичо, падна. Нишка имаш, нема. Од што беше болен пред тоа, не знам, ја да се добра доктор. Председател на местната заедница во селото Пишица е господинот Герасимов. Еве да ве запрашам, со какви проблеми денес жителите од ова село се среќаваат? Па видите, да ви кажам, прво би го честитил празникот 2 август на сите христијани малце подалеко од Македонија, не мора само во Македонија. А уедно да ви кажам дека проблеми има многу. Мислам, има за решување доста. Најпрво, мислам, најголемиот проблем имаме сега со канализацијата, која мислам дека за еден месец ќе биде во тек, а со улично осветлување тоа е завршено, исто водоводот е завршено пред многу поодамна, мислам да не се враќаме назад. Со тие проблеми тоа се завршено. После канализацијата, мислам, известно време, може и до година, и не знам, зависи од финансиските средства кои ќе бидат употребени во село Пишица и да изградиме и асфалт низ улиците, мислам. Па се може да кажеме, имаме изградено пред 2 дена, 3 настешница некоја која ќе ја видиме после 15 минути или 20, па сами ќе се уверите што сме постигнали и колку можеме. Рековте дека доста проблеми се веќе решени во селото. Од каде се изнајдени финансиски средства да се изградат тие објекти, инфраструктурни објекти и што планирате во понатамошниот период? Што ќе се гради и од каде средства? Па видите да ви кажам, овие средства се од самодоприносот кој одбива по 3% и малце чекавме, мислам, една година, две тамо, дека да се тоа се среди. И тие пари се дадени за наменски и ние ги искористиме за ова, мислам, потешко е, нормално дека е тешко со, мислам, со парите, да се добијат и да дојдат во селото или во населението, било каде. Тешкотии има многу, али со напори на
сите селани, мислам, не може да кажам само кај како председател, и одборници, председатели на општина и други структури таму кои се, па се дадени тие пари и така мислам дека до нешто дојдовме. Жителите од Пишица главно се занимаваат со земјоделие. Дали има проблеми во таа област околу продавањето на производите и како ги решаваат жителите овде? Па види да ви кажем, проблеми нема околу тоа, мислам за продавањето. Најлошото е што ова година не сеевме орис, мислам кој е најповеќе застапен во село Пишица. Имаме нешто мал дел сејано, али тоа е многу малце и затоа мислиме до година да сееме све. Иначе проблемите кои се за репроматеријали, мислам, тие работи, тоа е одамна минато, кој како се снајде и така. Еве овде во Пишица забележавме празник, се враќаат луѓе што се иселиле од Пишица. Дали доаѓаат само за празници или почесто се случува да доаѓаат во Пишица, дали помагаат со своји средства околу изградбата на објекти во Пишица? Па види да ви кажем, веќиното помагат, мислам. Не сите, конкретно сите не, али секој помагат, мислам, не само не се враќаат само за празниците, особено петок, сабота и недела и така. Што е со забавниот живот во селото? Дали има млади? Па види што да ви кажам, забавниот живот е многу на нула, на ниско ниво, мислам, нема тука што за тоа да збореме, ради тоа што прво немаме просторија, али со теко на, мислам, на овие 2-3 години планира си на сала, која мислам ќе ги задоволи потребите на селото и општо мислам, може да се користи и од другите села, без разлика. Додека постоеше Општинската фудбалска лига во селото, постоеше и фудбалски клуб кој што успешно се надпреваруваше. Што е со спортскиот живот денес во селото? Па види да ви кажам, фудбалскиот клуб, ја мислам дека некад до 70 година, до 78 година, бидеше многу добро, али сега не знам, овие Козачки регион нешто, вамо, намо нешто, многу тешко е, али мислам дека ова година слушам дека пак ќе се, Општинската лига пак ќе се понове и ние сме со намера пак да почнеме ако евентуално има спорт. Што вие како председател на местната заедница би посакале во селото да има? Веројатно тоа би била желба и на жителите. Па видите, секој пат желбата е едно, а друго е исполнувањето, мислам. Желбата е да се има све. Да се има патишта, да се има улични, да се има водовод, да се има канализација и тоа е све. Али желбата е, ја кажав, едно, а друго е да се оствари. Али мислам, некои работи ќе се остварат, некои не, али и пожелуваме среќа на овие, мислам, другите, ако ние не бидеме председатели, другите кои ќе бидат наредни, да малце нешто повише работат, не да се спие. И мислам дека секогаш братството и единството ќе придонесе за селото, кое мислам порано што беше, акции, тие работи и така мислам. А сега со овие партиите, мислам, лево, десно, тоа е, мислам, ние сме југословени и за тоа малце подругаче размислуваме. Благодарам и веројатно во Пишица наредните години многу повеќе се живее. Хвала. Господинот Димитар Досев е одборник од Пишица во Општинското собрание. Вие како одборник, кои све проблеми од селото сте ги поставувале на седниците на Општинското собрание? Проблеми во секое село има и во Пишица има. Председателот на Советот на местната заедница доста многу ви кажа за проблемите. И јас само можам да го дополнам дека Пишица е место, село, да кажам стратегиско место, кое се наоѓа на патот Штип-Пробиштип, поврзува, односно е гранично место меѓу две општини, меѓу Штип и Пробиштип, и од секој пат овде на некој начин се воделе војни борби, дали да остане во Штип, дали да биде во Пробиштип, во моментов и било и сега е во општина Пробиштип. Проблеми постојат, почнувајќи од моето одборничко дејствување во село Пишица, тоа е многу поодавна. Направивме, сега веќе е готов водоводот во село Пишица, беше голем проблем, немаше вода за пиење. Тоа сега веќе е готово, завршено е, тоа е еден проблем преку собранието и тогаш сум бил одборник за време на председателството уште на Анѓел Василев, потоа Лазар Асаниевски, кој многу ни помогна во остварувањето на водоводот во село Пишица. Понатаму правевме, како што рече председателот, улични осветление беше исто така во тоа време, го направивме, завршивме. Еве сега е ова, како што рече председателот на Стешницата,
дел од средствата се намените од СОВО-2 и од местниот самопридонес, кои ги следуваат сите местни заедници, и следвено и тоа и за село Пишица. Од дел од тие средства, дел од средства на граѓаните кои сами ги издвојувале, учествувале во работата, веќе тоа е завршено, а и да кажам дека еден голем дел, голема заслуга е и на самиот председател на местната заедница и на Герасимов Киро, кој се вклучи како спонзор и како актер во работата. И еве денеска е завршена таа работа, денеска ќе се пушти во погон. Мислам дека е многу убава работа и ќе служи за граѓаните на село Пишица, бидејќи досега кога идеат на таму, таа зграда се наоѓа кај гробиштата, при закопи, понатаму, кога жените изнесуваат, нели, христијаните секој пат имат некои обреди таму, идеја и на мраз, и на студ, и на ветришта, сега ќе имат едно засолниште кое е многу убаво направено и ќе им служи за навек. Колку од средствата од општината може да се издвојат за изградба на објекти, инфраструктурни објекти по селата? Дали општината со средства од општинскиот буџет учествува во изградбата на објекти по селата? Па сега, ако ја знаете состојбата со финансирањето прво на општините, со новиот закон за локална самоуправа, општините се финансират од даноци, придонеси таму, точно не би знаел да ви кажам сега од кој, меѓутоа мислам дека не се големи, поготово за малите општини како нашата, како Пробиште и другите. Сега излетува се, најверојатно ќе стане општина, ќе го има истиот проблем. Мали се средствата, бидејќи нема собирен пункт на средства, па од тој аспект како мислите лично од општината, од буџетот на општината, мислам дека многу малку може да се одделат средства за инфраструктурните работи во селата. Сега засега овие средства од фондот сепак преку општината поминале, ги добило селото Пишица, како што и сите други села ги добиле. Инаку лично од општината не знам колку може да се добие и не знам дали ќе им стасат на оние што се вработени таму во општината, па нели да ги распоредат по селата. Сите средства што се овде бар во Пишица се средства на граѓаните. И тие сами ги собрале, и дали преку местниот придонес или сами учествувале во работите, така и било и сега. Поголемиот дел се од граѓаните. Инаку сите работи што се завршени како помош од државата имало секој пат, на исто така и од општината. Меѓутоа во други работи, а лично во средства, не знам, многу малку досега. Мислам дека и во моментов можноста на општината е таква, не би можела да учествува лично со средства, со финански средства. Селото Пишица е во таква местоположба што луѓето главно се занимаваат со производство на ориз или се занимавале во поранешните години. Меѓутоа, во минатите години проблем беше и водата, исто како и другите села од овој регион. Дали се работи на тој проблем да се обезбеди повторно вода за оризовите насади? Пишица било место во кое се сеело ориз и ќе се сее пак. Проблемот со водата мислам дека не бил како вода проблем, туку од секој пат Пишица имала проблем со водоснабдувачот, со организациите кои стопанисуваат со водата. Тоа и сега се случува. Ако погледнете подолу таму, после можете да го наснимате, ќе видите има писмо од водостопанската организација со која бара местната заедница да одлучи кои површини ќе се сеат со ориз, а тие самите не назначуваат колку вода ќе дадат и колку се во можност таа вода да ја остварат. Ние бараме како местна заедница да дадат тие, да кажат ќе наводнуваме во тој атар, ќе го задоволиме тоа со вода и да склучиме еден договор, цврст договор меѓу местната заедница и корисникот водостопанската организација, и дури тогаш ќе можеме да знаеме кои површини ќе ги сееме со ориз. Вака, со ваквата работа како што тие сега ја наметнуваат, мислам дека само ќе дојде до еден раздор меѓу луѓето. Не може ниту председател на местна заедница, никој да дојде и да каже тоа ќе се сее, ова нема да се сее. Секој сака да сее и не е компетентен некој да каже ќе се сее тоа, нема да се сее ова. Само тие како водостопанска организација со вклучување на цврст договор и да кажат дека колку можат да определат, колку можат да обезбедат вода. Бидејќи се случувало досега, може да се случи и сега, да
да ги засееме сите површини, да дојде сушен период, кога ќе нема вода и ќе кажат па вие си сакавте, вие ги насеевте оризите и сега ние не сме компетентни да ви ги надокнадиме штетите. Само со цврсти договори треба да се иде, пазарната економија тоа го бара и мислам дека и Водоснабдувачка организација тоа веќе треба да го учине. Ако не е така, подобро и да не се сее. Веројатно во наредните години проблемите ќе се решаваат постепено и во Пишица ќе се живее многу побо. Благодарам за разговор. И јас ви благодарам.